Имавме здравствена криза. Светот го зафати глобална криза. Кај нас дојде енергетската криза и сега кризата од ненадеж тропна на врата по војната во Украина. Вчера имаше предупредување дека светот влегува во глобална криза со храна. Ние ќе ја чекаме есента, ќе ги чекаме земјоделските приноси и потоа ќе одлучуваме како ќе се снаоѓаме и како ќе врзуваме крај со крај. На овие теми денеска анализирам во интервјуто со вице-премиерот за економски прашања, господинот Фатмир Битики. Добре ми дојдовте, добар ден. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Се чини дека многу работи се срушија на ваш грб, сепак вие сте човек кој што знае да менаџира со економијата. Господин Битики, дали се наоѓаме во една ситуација која што е далеку подраматична од претходните или веќе ни е познат теренот на кој што играме? Па би кажал дека се наоѓаме искрено во потешка ситуација од кој што бевме пред 2 години. Секако пред 2 години, 2,5 години кога почна пандемијата, имавме непознаница затоа што се зборуваше за здравствените прилики и не знаеш како ќе се движи состојбата. И тоа беше навистина голем предизвик затоа што зборуваме за луѓе, за животите на луѓето. Второ, дека тоа имаше импликации негативни и во економијата. Имаше доста непознаници, но некако се боревме со непознаниците. Сега во суштина ние за жал се уште одредени кругови не сака да признаат, ние се наоѓаме во војна криза, затоа што војната е недалеку од нашата земја, но е во тлото на Европа. А ако видиме како сме меѓусебно поврзани, сите економии, увозно зависни сите економии, меѓусебно треба да сфатиме дека тоа што доаѓа е навистина тешко. Во овој момент тоа што се случува е дека се креираат одредени коридори за последните залихи на храна од Украина да стигнат во Европа. Но заради војната криза таму нема да има нови приноси, затоа што едноставно не е возможно да има нови приноси. И ако има нови приноси, дали е тоа за храна или за други суровини кои што се битни за поголемите економии, тоа нема да бидат во количини кои што едноставно претходно ги имало. И ние мораме тоа да го сватиме. Дали може во краток временски период да сето тоа се надокнади, сите знаеме дека не е возможно. И затоа треба да се сите освестиме дека во ваква ситуација мора друга политика сите да тераме. А тоа е разумност. Дека ако имаме површини на земјоделско земјиште кој што ни е на располагање, секако треба да го искористиме. Секој онама кој што ако треба државата да поддржува поголемо земјоделско производство за да обезбедиме храна, тоа треба да го направиме. И ние тоа го правиме. Така, повикавте веќе на една таква агенда, како една нова мерка, да се пробудат земјоделци, да се пробуди народот, дека треба се вратиме на нивите, ама реалноста ни покажува едно на друго нешто, дека ретко кој се одлучува на такво нешто, барем во денешни услови. Оној што не е научен на таква работа, нема да се научи. Од друга страна, пак земјоделците реагираат дека се оштетени со приносите, со откупните цени, со извозот, и така натаму. Да, колку мислам дека за жал погрешните чекори во изминатите 30 години направени, особено во секторот земјоделие, сега ги гледаме последиците. Јавно го имам кажано и ќе го кажам пак. Ние сме една од ретките земји во кои што наназад 15 години, 20 години, субвенциите во земјоделие растат секоја година, а за жал приносите се намалуваат. Ние стануваме увозно зависни како земја и покрај тоа што државата ги зголемува субвенциите кон земјоделците. Дали тоа И сега ние мораме да се освестиме една за секојаш дека не може државата цело време да субвенционира, а приносите се намалуваат. Да се намалуваат и да станеме увозно зависни. Дали тоа зборува за манипулација и од нивна страна?
Ја мислам дека сите знаат во суштина што Јавна се тајна, случува. да. Тоа Па и со закупот на земјоделско тајна. земјиште. И дека ние искрено полека се започнува да се враќа тоа што треба да биде направено, а тоа е средствата да одат навистина таму кај што има приноси, таму кај што има резултати, но тоа е процес. Тоа не може одеднаш да се направи затоа што тоа е социјална категорија која што е навикната така да се третира со долги години. И за тоа треба разумност и треба компромис од сите чинители. Консензус дека тоа мора да се направи. И сметам дека покрај војната криза, покрај сите кризи што ни се случува, овој процес е многу битен и како таков навистина јас сум оптимиста дека ќе ги разводи сите страни, дека доста е више периодот кога ги гледаме само сопствените интереси, а не општествените интереси, и второ дека се нарушија пазарните вредности. Јас сум поборник на основните принципи на пазарната економија, ама во пазарна економија не е државата таа која што детерминира откупни цени. Ние мораме да им кажеме и на земјоделците, но исто така и другите чинители во земјоделскиот сектор кои што откупуваат дека знаете, јас сум еден од тие кои што повика на морални и етички вредности во пазарната економија во периодот на криза, повикувам и тамо дека мора сите соодветно да платат за тоа што го добиваат. Така да откупните цени се детерминираат од некого, не се детерминираат, не се дефинираат од државата, ни од владата, туку се дефинираат од откупувачите, од субјектите. Тие субјекти веројатно или јавно ќе ги кажат кој е квалитетот на производите кои што ги бараат и за тој квалитет јавно ќе кажат која цена ќе ја дадат, а секако таа треба да биде достоинствена цена за тој одреден квалитет на продукти. Тоа го почнавме минатата година во лозарството, кај што цената откупната за грозјето навистина беше една од највисоките цени до сега што се случува. И покрај тоа ние ги зголемивме субвенциите затоа што сметавме дека заради ковид треба да помогнеме, и оваа година се навестува дека ќе се зголемат откупните цени затоа што на грозјето, затоа што квалитетот се подобрува. Но ние не мораме да прифатиме. Не може да имате 100% поголем принос од стандардите во Европска унија. Ако во Франција 1 хектар на земја дава 6 тони грозја, не може во Македонија да кажеме да дава 12 тона грозје и да има иста цена откупна како што има во Франција. Не, затоа што квалитетот не е ист. Ние мораме да сватиме и во тој сегмент. Тоа е насекаде. И затоа сметам дека овој период не врати во реалноста. Дека креирањето на политики не е ексклузива само на носителите на функција. Креирањето на политика треба да биде заедничко на сите чинители во политичкиот свет. Тоа се дали е опозиција, позиција, дали се експерти, независни експерти, универзитетски професори, сите буквално треба да се вклучат, затоа што сега е моментот да кажеме кај сакаме да се движиме. Пак ќе кажам, во краток рок, не можеме да очекуваме дека нема да има недостаток на храна, но императив сегашен би требало да биде во среден рок како сето тоа ќе го подобриме, како да ја намалиме увозната зависност и секако да барем имаме минимум елементарни задоволувачки потреби на тоа што им е производство домашно. Ајде да речеме дека нема да патиме од недостаток на храна, меѓутоа каква ни е состојбата во буџетот? Ќе патиме ли од недостаток на пари? Има ли буџетот кондиција? Имаме ли ние пари во буџетот? Еве, првенствено за исплата на плати, за исплата на пензиоти. Знаете како е? Вие сте на тоа поле, вие подобро ги познавате работите. Шокот е голем. Да. Паниката кај луѓето е голема. Читам денеска повлекуваат пари од банки, па ги менуваат во девизи, понатаму инвестираат во недвижнини поради таа несигурност. Луѓето едноставно се плашат од ден за ден. Да, веројатно и овде неразумноста во однесувањето влие кај обичниот граѓанин да
има еден таков психолошки притисок дека се во што се случува треба да засегнат по други работи. Ја вчера ги извадив последните бројки. Приходите во буџет се за 8,9% повисоки од најдобрата година. Тоа значи дека ако споредиме во полугодие, еве со изминатата година, било отприлика 101 милиарда, на 8 дена пред крај на полугодието ние имаме на ниво од 110 милиарди денари. Или кажано во евра 1,8 милиарди евра веќе имаме приходи во буџетот. Тоа е за 9% повише од полугодието минатата година. И тоа укажува дека да, економијата дава, приходната страна е добра. Последните 2,5 години, но и понатаму продолжуваме, не се случило никогаш, значи, но дефиниравме во периодот на COVID дека пензиите и другите, да кажеме, исплати во смисол, давачки кон луѓето се случуваат пред крај на месецот. Значи, почнува уште пред почетокот на новиот месец, што не се случувало претходно, и тоа е заради ликвидноста која што ја имаме во буџетот. И второ, мислам дека освен, ќе признам, освен во месец април во кој што заради минималната плата се правеше усогласување на платите во јавниот сектор, во јавната администрација, па имаше неколку дена досење. Мислам дека до 5 секој месец се исплаќа. Така да луѓето треба во јавниот сектор, примателите на пензии, на гарантираниот минимален приход, се што државата треба да го осигура, треба да се смирени дека ќе го има и нема никаква потреба за да не верува дека тоа е така. Од друга страна, тоа што Народна банка, Централната банка го тврди цело време и испраќа соопштенија, мислам дека треба да биде уште поагресивна во испраќање на соопштението, е дека денарскиот курс е стабилен. Денарот е стабилен, добро. Дека тој треба да остане и ќе остане таков. Дека девизните резерви се стабилни. А ако ги видите депозитите во банките, навистина тие се стабилни, растат и наспроти сите кризи, и дека не треба да стравуваат од тој аспект, затоа што банкарскиот систем е стабилен, како таков. Дали психолошкиот момент треба да го има? Секако. Ние сме луѓе, сите веројатно чувствуваме дека нешто се случува, и, например, тоа што го спомнавте во инвестициите, во недвижностите, веројатно ние заради ковидот имавме некаде 2 години процес кој што не ни се случи, а требаше да се случи. Ние влеговме во НАТО во периодот кога почна ковидот. Ефектот пост НАТО членство не ни се случи, а вообичаено растот на недвижностите, на цената на недвижности се случува и се случило во сите земји, кај нас не се случи, и се случи после 2 години. Се случува сега оваа година, постфестум. И нормално е дека луѓето, кога гледаат дека нивните пари кои што денеска би ги инвестирале може да се оплодат со сигурна инвестиција како што е во недвижности, ќе го направат ако имаат резерви на средства. Но и од друга страна гледаме дека побарувачката за кредити не запира, таа се зголемува секојдневно. Различни се потребите. Например, кај приватниот сектор, кај стопанствениците, тоа е за подобрување на ликвидноста, и што е нормално, но ликвидноста нив им носи поголеми приходи и стабилност во бизнес. Значи, како што можеме досега да заклучиме, имаме стабилен денар, имаме ликвиден буџет. Дали можеме да заклучиме сума сумарум досега во ова поглавје дека имаме пари и дека луѓето не треба да стравуваат за нивните пензии и плати? Секако да. Значи, обстануваме на тоа. Обстануваме на тоа што го договоривме за пензионерите, договоривме веќе во август ќе имаат зголемување на пензиите и за тоа има осигурани средства.
Сега од друга страна ви тропна на врата од денеска и штрајкот во синдикатите, Сојузот на синдикатите, се места столчиња, дали пред собрание, не сум добро информирана од утрово. Значи, вчера имавте преговори, до вчера се очекуваше нешто да мрдне од мртва точка, меѓутоа немаше договор. Гледам дека Димовски вели, утрово читав една изјава, изиграни сме од владата, не се задоволни. Тие бараат линеарно покачување од 2800 денари, за кое што велат дека не е многу и дека многу ќе значи за нивните семејства, за нивниот живот. Од друга страна, што ќе каже владата? Дали нивните барања се реални во услови на криза? Ние остануваме доследни, и јас сум кажал од првиот момент кога почнавме да преговараме за минималната плата, остануваме доследни на тоа што законски и за тоа што сме договорени. А тоа е дека се договоривме дека ќе има зголемување на минимална плата, тоа се случи. Дека ќе има линеарно зголемување на сите плати во јавниот сектор до минималната плата, тоа се случи. Никош не се случило ни една влада толку брзо да интервенира за да ги доведе сите плати во јавниот сектор на нивоот минималната плата со новата минимална плата. Никош не се случило. И пак има нана за 30 години. Сектор. Значи, нана за 30 години земете. И покрај зголемувањето на минималните плати, продолжувале во јавен сектор да земаат плата пониско од минималната, затоа што никој тоа не го направил. Ние го направивме многу брзо. Морам да признам дека кога беше изгласан законот за минимална плата, ние имавме веќе готов закон за јавна администрација и за другите за нивелирање на платите со новата минимална плата. Чекавме да се изгласа законот во собрание. Брзината во собрание беше таква да моравме тоа да го направиме еден месец покасно. Но сите на кои што не им беше исплатено минималната плата согласно новиот закон во тој даден месец, следниот месец им беше платено. Значи, покажавме доследност на тоа што се договоривме. Единствено недоследни беа синдикатите. На третиот ден, после гласање на минималната плата, они најавија штрајк, еден од ресорите најави штрајк во секторот образование, затоа што сакаме после 3 дена веднаш да ги согласите платите. Да, ама прашањето е сега ова што оправат ССМ, дали не повлекува ова, рекоа, СОНК добија што добија, успеа преку преговарачи, посредници, не знам како, еве сега пак нешто се предвидува, посредници од Министерство за труд или не знам, поправете ме ако грешам. Дали тоа не е на грбот на, пак ќе речам, на, не знам. Ние со Сојузот на синдикати рековме да ќе влеземе во период на усогласување на платите, но мора да видиме малце посеофатно. Не може да очекуваме дека ќе има целосно усогласување на начин како што тие го барат, без да ги земе во предвид сите околности во кои што се случуваат. Видете, СОНК бара еднаш 40, па после 20, па после 18 и така натаму. На крај се усогласивме за 15% за наставниот кадар, кој што ќе почне од 1 септември. Но напоредно со тоа, СОНК се има договорено дека таму ќе почнат сериозни реформи во образованието. Затоа што ние рековме дека не можеме да прифатиме да даваме повисоки плати, но да имаме резултати какви што имаме во образование. Затоа што таму сме сите чинители. И тоа беше еден од постигнатите консензуси таму. Истото го барате и овде? Истото го бараме и овде. Ништо поразлично. Ние велиме да во јавниот сектор, но дали ќе треба во март следната година пак да штрајкуваме едни против други? И ние велиме да седнеме, да договориме методологија за раст на платите, еднаш за секогаш, и за да не се навраќаме понатаму, како што нема да се навратиме за минималната плата, да дефинираме методологија зашто ја дефиниравме, имаме законски измени таму, како што нема да дефинираме више како ќе се усогласуваат пензиите, затоа што имаме методологија на одречлив начин, таа ќе си продолжи понатаму, за да стигнат и пензионери, и вработените кои што земаат минимална плата до нивните достоинствени плати. И ние велиме и за усогласувањето, но и за целокупниот сет на дефинирање на плати во јавниот сектор да седнеме да го дефинираме. Одговорот од другата страна е се ќе прифатиме, дајте ни 2800.
Тоа не е решение, не е одржливо решение. Затоа што од друга страна, ако ги земем податоците во последните 4 години во јавниот сектор, значи буквално во сите сектори имате зголемување најмало од 10 до 25% на веќе платите во јавниот сектор. И треба да кажеме до каде ќе се оди. За да се каже до кај ќе се оди, треба да се види методологијата. Што е плафонот? Дали сакаме ние да продолжиме да имаме јавен сектор поконкурентен од приватниот сектор? Со гломазна бројка на јавен сектор, луѓе во јавен сектор? Не сакаме, затоа што очигледно сите сваќаме дека таму има во одредени сегменти има превработеност. Не можете да кажете во здравство дека имате превработеност кога гледаме дека има недостиг на кадар. Но знаеме дека во образование имаме сериозна бројка која што е поголема од таа што е потребно. Дали ќе останеме неми и слепи на тој факт? Не. И ние мораме тоа да го збориме јавно. Во секторот за одбрана и внатрешна заштита, значи во МВР и одбрана, имаме недостаток. Дали ќе кажеме не остануваме на тоа ниво? Не. Тоа е сегментот на безбедност кој што морате да продолжите да го освежувате со нови луѓе, квалитетни, кадарни луѓе кои што треба да обслужуваат. Или во други сектори во кои што ние сме влегли во процес на дигитализација, ама процесот на дигитализација не оди со луѓето. И тоа бара целосни реформи. Што значи тоа? Па еве ќе ви кажам еден многу интересен пример. Дека не можеме да ја спроведиме успешно затоа што немаме луѓето во ја викаат дирекцијата за матични служби протестира пред одредено време и ние имаме дигитализирани услуги за добивање на изводи. И многу беше чудно. Како олеснителна околност, како. Но многу беше чудно што системот не функционираше. И знаете зошто не функционирало? Затоа што некој вика дека дигитализацијата треба да ја направи, но се уште да зависи од човек. Дигитализацијата не зависи више од човек. Не треба да има човек за да притисне копче, за да каже дали треба да се даде или не треба да се издаде изводот. Дигитализацијата е целосна дигитализација. Тоа значи намалување на работните места. Тоа значи е процесот на дека имаме дигитализација. неквалификувани кадри или како? Тоа е општа констатација на сите. И јас сум кажал дека ние во периодот на COVID покажавме дека работевме со 50% од капацитетот и државата. Па 50% од капацитетот и сите основни функции на државата функционираа. Например, во Министерство за финансии во овој момент се соочуваме со недостаток на кадар. Не кадарни. Тоа се сите професионалци, но има недостаток. Затоа што, например, Министерство за финансии више не е интересна за професионалците, затоа што нивото на плати кои што се добиваат во Министерство за финансии наспроти финансискиот сектор се далеку пониски. И ние тоа го збориме со синдикатите. Да седнеме секторски, да ги дефинираме, да ја дефинираме методологијата и една за секогаш. Да кажеме да се расчисти. И тогаш ќе бидеме отворени за професионалци, врвни професионалци да влегуваат во јавниот сектор, за да ги унапредат процесите во јавниот сектор, затоа што тоа е битно за услугите кои што ги даваме кон граѓаните, но и од друга страна за одредена категорија на наши сограѓани кои што едноставно не може да се најдат во јавниот сектор, има простор во приватниот сектор. Сето тоа е процес. Знам дека заради различните кризи притисокот е голем, заради инфлацијата, ценовните шокови, притисокот е... И го повлековте веќе следното прашање. Сите забележуваат на големата инфлација и токму, пак ќе речам, тука се појавува таа хистерија и тој страв. Опозицијата на сметка на тоа ви забележува дека не сте кадарни, дека сте криминална влада. Се плашите ли, еве, најавуваат нови помоќни блокади на институциите, ребалансот на буџетот е во собрание, на каде ќе води ова? Значи, јас имам кажано и пак ќе повторам. За жал, ние не сваќаме дека
политичарите. Не сваќаме дека политичката битка треба да се води на денот на избори и пред избори. Во моментот кога ќе ги изгубиш изборите, ќе треба да се помириш и да бидеш конструктивен партнер за доброто на граѓаните. А особено во периоди на кризи, неразумното однесување и неконструктивноста, сметам дека чини многу. Да кажете дека една влада заради инфлацијата што се случува е криминална, сметам дека е нова лекција или нова теорија за нови теорија во економиите. И еве, ќе ги потикнам професорите од политичката фела од опонентите да почнат да пишуваат такви теории, затоа што тогаш криминална влада е владата на Германија, која што има 12% инфлација. Или на Естонија, 19,2% инфлација. 19,2% инфлација. Добро, ама Естонија е мала во споредба. Па ние сме мали. И ние сме мали, така, ама да. Ние сме мали и минатиот месец имавме 10,9%. Естонија 19%. Нивната влада е криминална? Тоа е логиката на опозицијата. На крај на денот, растот на цени, како владата се богати? Како владата краде од растот на цените? Зарем со тоа што плаќаат граѓаните повисока нафта, горива, владата, средствата идат во буџет или идат на моје конто? Не можам да го сватам таа логика на економијата. И затоа велам дека ние мораме да сватиме дека во моментот кога ќе одлучиме да сме политички активни, дека битката треба да се води таму кај што се води, а тоа се води пред избори. Кога доаѓа времето, кога ќе изгубиме или победиме, треба да се однесуваме соодветно на позицијата на која што ни е зададена. Тоа ќе укаже дека во моментот кога јас сум носител на функција, треба да бидам носител на функција и да служам само на луѓето кои што ме гласале или на сите мои сограѓани. Дали тоа значи дека во времето на COVID, кога ги креиравме мерките и кога спасувавме работни места, требаше да кажеме дајте ги книшките за да видиме кој е од која партија и само вие ќе добиете? Не, никого не прашувавме. Влезот во здравствените установи не беше со книшки партиски. Туку беше отворено за сите наши сограѓани, затоа што затоа сме избрани. Затоа сме носители на функции. И затоа не можам да разберам неразумно однесување и активна блокада, кога ние сакаме, ова ќе биде активна блокада. Ама кога е за нашиот джеб, тоа не е активна блокада. Ја имав еден таков интересен момент, првиот ден кога почна опозицијата со активна блокада. Во истиот ден, во влада требаше да се донесе одлука со која што ќе имаше финансирање за една од општините кои што во овој момент се е под властите на опозицијата. И ми се јавија на пладне, ми рекоа дали помина точката на дневен ред. Ја реков, па нели имаме активна блокада? Како? Па како може активна блокада, правите блокада на ребалансот, правите блокада на законите, на закони кои што само ќе го унапредат животот на нашите сограѓани, а сега ја не би требало да направам активна блокада. Но разликата моја и нивна е дека да, беше од тој ден донесена одлуката, затоа што јас верувам дека инвестицијата во инфраструктура е за подобрување на животот на моите сограѓани. И ја не ги гледам со партиска книжка. Со партиска книжка ги гледам на денот на изборите. Но се до тогаш ќе ги гледам како мои соседи, како мојот син, како синот на мојот пријател или, еве, условно кажано, непријател. Спомнавме подобар живот на граѓаните. Меѓутоа, од друга страна се наметна ценовниот шок. Дали владата не успеа да го предвиди она што можеше да се случи по замрзнувањето на цените и потоа цените отидоа до плафон, па пак мораше да се реагира? Еве вчера
вашиот колега Бектешин или најави доколку продолжат трговците со одредени нивни тактики, владата пак ќе действува после 30 септември, до кога е најавено тоа замрзнување на цените. Мене ми интересира да им појасниме на граѓаните просто едноставно, нели без многу како се вика филозофирања, дали ги очекуваат нови ценовни шокови од септември. Тоа е малку сега да речеме проблематично да се предвиди, не знаеме како ќе бидат тековите, меѓутоа еве вие сте од таа фела. Значи ние преземаме се што е во нормите на нормални мерки за да се преземат. Ние не треба да забораваме дека во пазарна економија не е својствено владата да интервенира во дефинирање на цените. Не е својствено. Но е нужно во одреден момент, особено кога имаме однесување како што видовме дека може да се случи. Затоа ми беше такво прашањето. Нели го предвидовте тоа, знаејќи каде живееме? Па не можам да кажам затоа што ние веројатно премногу веруваме од другата страна. И тоа исклучоците не треба да го направат правилото. Ние имавме исклучоци на неадекватно однесување на пазарот, кој што стихино и другите избуна и после другите продолжија истото да го прават, но имаме и навистина добри примери. Ние имаме трговци во големо продолжба и мало продолжба кои што и покрај кризата продолжуваат да ги продаваат продуктите, основните суровини за храна, да ги продаваат со нула маржа на добивка. И тоа е за секоја почит. И сега ние вчера министерот за економија најави дека веќе во процедура го ставаме подготовката на законот за најфер пазарно однесување, во кое што таквото однесување искрено ќе биде казливо. Ќе биде санкционирано. Затоа што сметаме имаше коментари, велат нели ќе ги санкционирате трговците кои што ќе прават нечесни игри и така натаму, па цените се до 10.000 евра или затварање. Имаше коментар кој што ме насмеа, вели, ако одите по таа постапка, тогаш треба половина од нивните гранапчиња или овие, како се велат, продавници и така натаму да бидат затворени. Па не верувам. Многу беше интересно после мојата прва најава дека има такво однесување во трговијата, веќе за 3 дена почна самите да ги враќаат цените, затоа што веројатно ние сме такво општество и мислам дека нема да биде тоа моментот дека ќе треба да се затворат половина од нив, но сметам дека тие кои што навистина се однесуваат на начин како што се однесуваат, соодветно треба да го добијат одговорот и од страна на државата. И сега да се вратам на прашањето дали во септември ќе останеме без храна или ќе имаме ценовен шок. Значи тоа што можеме ние да го направиме како влада, а тоа е да гарантираме дека нема да има вештачко зголемување на цените, ќе го правиме. До денот кога е тоа потребно. Тоа што не можеме да влијаеме е во производствената цена или увозната цена на храната. За жал, пак ќе кажам, ние како држава сме увозно зависни, поприлично, и тамо скоро никој не може да интервенира. Овде не зборуваме само за леб и основни прехранбени масло и така натаму. Туку воопшто за сите прехранбени производи ние се соочуваме со истото. Дури со раноградинарските производи ние истото ни се случува. Тоа што го произведуваме е недоволно за потребите, домашните потреби. Една од количините иде за извоз, затоа што веројатно наоѓаат повисока цена продажна, но од друга страна ние увезуваме поприлично доста продукти. Тамо не можеме искрено да влијаеме, но очекувањата се дека цените тоест инфлацијата ќе се држи во овие норми цела година, тоа значи дека и цените отприлика ќе се држат во овие норми и дека нема да има многу повисоки движења на цените, се додека состојбата со војната криза остане ваква како што е.
А ако тамо се случи нешто друго, тогаш искрено никој не може да го предвиди. Нити јас, нити било кој друг, затоа што тоа веќе надвор од тоа што ние можеме едноставно да го контролираме. Уште неколку прашања пред крај. Најавте антикризни мерки, колку ќе не чинат и дали повлекуваат потреба од ново задолжување? Не, беше најавено во ребалансот дека ние предвидовме 76 милиони евра, кои што ќе ги користиме за како антикризни мерки и таргетирани само за ранливите категории на граѓани. Таму не влегуваат за потенцијалната поддршка која што ќе оди за субвенционирање на електричната енергија. Знаете, ние првите 6 месеци од годината ја субвенционираме скоро 80% од електричната енергија. Кај топлинската енергија за градот Скопје исто така субвенциониравме одредена цена. Значи, овие 76 не влегуваат во друг сет, и понатаму ќе продолжат редовните програми за поддршка на стопанството, кои што оваа година се некаде на ниво од 70 милиони евра, како директна поддршка на стопанството. А задолжувањето го кажавме и со ребалансот. Сметаме дека со задолжувањето кое што беше кажано при ребалансот ќе биде последно. Се додека гледаме дека на приходната страна имаме позитивни движења, тоест имаме поголеми приходи од планот кој што го имаме предвидено. Ги воведовте блок тарифите, веќе кога спомнавте електрична енергија, малку го збунивте населението. Збунети се луѓето и велат државата за едни е мајка, за другите е маќа. Зошто? Затоа што имавме, како рековте вие, 17 компании, така мислам дека беше посочено, кои што се енормни потрошувачи, трошат наднормалното, и сега овие другите кои што се велат зошто пак ние сега да бидеме во тој кош заедно со тие и да... Нема да бидат. Нема да бидат. Значи, веројатно треба дополнително соодветно информирање, но ќе биде јавно укажано. Прво, воведувањето на блок тарифите ќе се случи од 1 јули. Се дефинира, слушаме, мислам дека и регулатор на веќе трет или четврта јавна расправа ќе организираат. Мислам дека и праговите ќе ги изголемат според последните информации кои што ги имам и ги слушнав на јавната расправа, затоа што слушаат различни експерти, различни чинители, дека не беше со првиот модел кој што е понуден, дека не е најсоодветен, но овде морам да укажам дека ќе ги заштитиме тие кои што се најбројни. Тие кои што ќе припаднат во првиот блок на тарифа се над 440.000 домаќинства. А вкупниот број на домаќинства корисници е некаде од прилика 700.000. Значи, 60% од корисниците се во првиот блок на тарифа. Тие ќе имаат мало или незначително воопшто зголемување. И се обидуваме тоа да го направиме. Значи, да не го осетат. Но тоа што граѓаните треба да го знаат дека блок тарифите се воведуваат само за високата тарифа на тарифирање на електрична енергија, не и за и ниската тарифа. Така да, ние кога добиваме фактура месечна, имаме колку сме потрошиле за ниската тарифа, таа нема да се чепне, останува како таква. Значи, тамо нема движење. И останува високата тарифа во која што се воведуваат 4 различни тарифи. Токму за да одговориме на загриженоста на нашите сограѓани. А тоа е, тие кои што највише трошат, платат соодветно како што треба да платат. А тоа платат индустријска струја. И јас сум кажал и ќе повторам. Ако сакам да си живеам во таков луксус, за да трошам толку електрична енергија и не се грижам за електричната енергија, како ја трошам, треба соодветно да се платам. На крај на денот тоа е тоа што секој треба да го направи. Ние, веројатно, сите имаме по некој кој што живее надвор од државата и секој знаеме што они ни кажуваа пред 10 години. Како ги искочуваат
светлата, како пазат на фактурата на крај на месецот, на крај на годината, кумулативно, вака. Онака им се смеевме зашто тоа го прават. Веројатно, заради тоа што во начинот на како третираат трошокот е сериозен. Сега во овој момент ние се обидуваме да ги заштитиме најранливите, тие кои што навистина се потрошувачи кои што едноставно нивните приходи не дозволуваат плаќање на редовна цена так. на пазарот, но при тоа треба да знаеме дека тие кои што трошат треба соодветно да платат. И тоа е тарифниот модел кој што ќе биде аплициран од 1 јули. Мислам дека следната недела би требало регулаторна веќе да го донесе новиот тарифен модел и да ги обзнане и цената на електричната енергија која што ќе биде зададена. И моето очекување е дека тоа што се случи на 1 јануари и неразумноста која што тогаш ја слушавме исто така од истата говорница како што почнавме на почетокот на интервјуто, а тоа е дека ќе има за 40, за 50, за 100% раст на цената на електричната енергија, тврдам дека нема да се случи. Добро. Кој ќе ги топли скопјани, граѓаните на Скопје? После одземената лиценца на БЕК, тоа е производство, мислам дека таму има уште мал процес, ќе биде дадено на според правилата владата ќе даде можност да се пријави било кој за да го преземе сето тоа, а ако не, ние сме спремни како влада да го направиме чекорот тоа да го превземеме и да осигураме топлинска енергија за нашите сограѓани од нашите ресурси. И како завршница, стандардот ни е под нивото, тоа е последниот извештај кој што го читав вчера. Како држава сме дури и под нас е сушност Босна и Херцеговина, ми се чини Албанија, други нема од регионот и од Европа. И Косово, добро. Ние сме на средина. Ние сме на средина? Па да. Иако според вас не е толку очајнички? Не, очајнички е. Затоа што не чека многу работа. Работа затоа што се додека сме на ниво 40% од просекот на бруто домашен производ по глава жител од тој во Европска Унија, тоа е очајнички. Затоа што по категоризацијата која што ја поставуваат во Европска Унија, ние сме далеко од развиена земја. Значи треба да стигнеме на ниво од 70% за да влеземе во друг третман на земја и затоа не очекувам многу работа. Многу работа. И тоа независно на сите други политички движења. Ние мораме да работиме на подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани. Но бруто домашен производ по глава жител, кој што е еден од параметрите, не се пресметува само по приходите по глава жител, туку по севкупните инвестиции кои што се случуваат по глава жител во одредени региони. За жал, јас сум еден од малкото кој што зборува и ќе продолжи да зборува за диспаритетот кој што се има случајно во изминатите 30 години помеѓу регионите. А ако тој просек кој што вчера излезе како резултат од Евростат дека ние сме на 42% од просекот од Европската Унија, за жал ако ги земеме нашите региони, тие се на 10% од просекот во Европска Унија. Има региони на такво бедно ниво останате. Ние таму ќе треба да продолжиме, затоа што животот не се одвива само во Скопје и Скопскиот регион. Животот се одвива во сите други региони во нашата земја. Тој диспаритет кој што е креиран, ние мораме да го намалиме, затоа што ако тоа го направиме, ќе влијаеме на севкупното добро состојба на нашите сограѓани, независно каде живеат. Да, ма оптимистички се вашите прогнози, од друга страна луѓето се иселуваат и не веруваат. Оптимистички затоа што верувам и секојдневно работам за тоа. Јас сум
Минатата година воведовме мерки за рамномерен регионален развој не само како една програма, туку линеарно во сите програми. И кога се случуваат инвестиции, ги потикнуваме инвеститорите да инвестираат надвор од Скопскиот регион, затоа што сметаме дека тоа е побитно. И го мотивираме финансиски. И кога активните мерки за вработување се случуваат, воведовме мерка за рамномерен регионален развој, затоа што сметаме дека креирањето на работни места треба да се случуваат повеќе надвор од Скопскиот регион, него во Скопскиот регион. И верувам дека тоа е единствениот начин да им покажеме на нашите сограѓани дека нешто различно се случува. За жал, треба сите така да се однесуваме, да имаме многу повеќе чинители кои што така ќе се однесуваат, да се врати довербата меѓусебна дека може овде да просперираме. На крај на денот сите треба да сватиме. Ние сите имаме опција, буквално сите, да отидеме надвор од државата. Но треба да знаеме дали тој исчекор ќе го направиме затоа што кога ние ќе отидат и нашите деца. Или ќе останеме да се бориме за нашите деца, за сите наши деца, соодветно како што прилега на секој еден носител на јавна функција. Благодарам. Се надеваме на една попозитивна перспектива. Ви благодарам на одвоеното време. Мој гостин денеска беше вице-премиерот за економски прашања, господинот Фатмир Битики.